Ибрахим Дехари, човек кој што е главен на Националниот парк Шар планина. Што би можеле да кажете за денешната спасувачка акција од ваш агон? Од моја гледна точка јас разбрав од вестите. Значи, пред телевизија слушнав на 19 часот вестиве и дознав дека се има... Да, медиумите многу позитивна улога во ширење на веста. Така што одма му звонив на мојот пријател Надир, тој е алпинист, и јас како планинар и зедовме моторно возилно, си дојдовме, си приближивме до Тито врв, се качивме до тука, од кога дојдовме тука видовме приватници на МВР и тука дознавме дека двајца, еден полицаец и претhodниот турист што паднале во превалието доле околу 600 до 700 метри. Вашите јажиња не доспеале практично. Ние секако имавме околу 350 метри јажиња, меѓутоа имавме и друга опрема, алпинистичка опрема, со што овозможија Надир да се спушти до движење на мраз. Движење на мраз, значи специјална опрема е тоа. И приказната продолжува. Можеби за некого тажна, но за спасените успешна. Да, секако бевме во врска со Надир, што се спушти во долниот дел, така што се договоривме со Надир лицето да го повлече од другата страна, значи во Горна Лешница. И од тука се спуштивме преку Сумрека, преку Попова шапка, па стигнавме... Тоа сето ноќе? Сето ноќе се случуваше и стигнавме до Горна Лешница. Па од тамо се качивме горе, преку Карпата, над водопадот и се сретнавме со Надир, кој му помагаше на повредениот полицаец. И тука со нас беа и приватници на Министерството за внатрешни работи, кои помагаа многу, и приватниците од другите специјални институции, што сите заедно допринесоа до тоа што лицето го однеставме со возилото од Националниот парк до болницата во Тетово. Така, и господин Ибрахим, тука доаѓаме до едно важно прашање. Тоа е дека планината е убава, но и убиствена. Убиствена е за тие што не знаат и што немаат доволни информации. Значи, на ово време, кога паѓа првната снежна покривка, температурите тука се минус, нели? И претежно сето ова, и кога има вака сончеви денови, се состава еден мраз, нели? И тие што немаат посебна опрема, не може да се движат во овие врвови над 2000 метри. Што значи тука е опасноста. Треба практично и Надир превентивно не ни дозволи воопшто да одиме каде што Секако такви се правилата, има правила на движење на планина, така што треба да се почитуваат сите тие правила. Навистина, секоја чест за вашиот ангажман со ваше возило, со ваша опрема, во содејство со субјектите од системот за управување со кризи, го покажувате како патот, како треба да се оформи можеби некоја понатамо и специјализирана единица за спасување, која што ќе спасува животи. Секако работиме и во тој дел, но ова е наша обврска и должност, човечка и институционална. Како луѓе и како институција. Благодарам многу на вашите искажувања, тоа ќе биде мотив за младите да го следат вашиот пат. Благодарам.